Na ovaj vek, преди Hazreti Adema, postojale džinovi, kaumidžan se vikale, pa džinovi vikali. Pa se je nazvali vampir. Samo postojale, pa ološale mnogo, pa Allah protiv melektinja pod komanda na Azazila, segašnji šeitan što ga nazivamo. Това bi cenjen mnogo. I počnale da ratuju со njih i uništile. Sve ги потепале, само останале некоја количина малава, избегале по карпи и се запазиле и денеска ги има ни. Они правят беля. Ако дое време и на негде на овци, ако се натуаре на некој стадо, може да го униште дојено. Денеска една, утре две, така, све ги уништава. Ако се не спречат, уништава. Тие са такве. Од огин са ја ратисане, не са ја ратисане од земја ка Адема. Од огин са ја ратисане тие. Тие са опасна на клика. Kako stignete? Dobro dođete. Kako ti se zviješe, pa? Тука доле живее стариот. Дома? 100% дома. Бешира Джо! Здраво, како сте? Dobar den. Den, poštovanje, kako ste? Dobro. Ја бех на работа во Пошта Скопје, има другари од Качаник. Другарите по едно време се жалеха од дома им лупа вампир, им расфрдуе ствари низ куќа. Од све собе. Они цела фамилија у една соба беа собране и другари ве рекоа, го викнаа Чичко Бешир, отидоме во Качаник и беа добиле одобрење од милиција да се пука у куќа. И кога отидоме таму у Качаник, заклаа една црна кокошка, по као што рече Чичко Бешир, крвот во еден филџан од кокошката да биде собран,
И почнахме од соба во соба да го бараме вампирот, Чичко Бешир да го бара, јас придружник негов. Од соба во соба одехме и кога се качи Чичко Бешир на таван, ја откажа да се качим на таван, пошто ми се уплаших, ми беше страх. А Чичко Бешир ми рече, качи се, мораш со мене да идеш. И ја се качих таман, ја горе се качих, он надоле. И отиду една друга соба, и ја морах по него, и таму у собата Чичко Бешир го најде вампирот и го испука пушка и го утепа. Ја крвта му го турих, као што ми рече он, у ноге, а он као што падна, ја го дигнах. Домаќините се уплашија од тоа, и од Шившан он направија што сме направиле. Се уплашија што Чичко Бешир падна. И кога завршиме работата, дојдоме у Скопје, вутрото другарите кога дојдоа од дома, ги питах ја како сте прошле, многу фино. А Чичко Бешир за работата не зима никаков подарок не сме да земе. Sam slušao na mnogo работи за Чичко Бешир, дека има таква една сила, ме разбираше на моќ да убива некои невидливи сили. Ја не верував во тие работи, ама у соседното село Канеа се случи една случка непријатна многу. На една жена, една таква сила, не ја давала немир, да наречам вампирот. Не ја давала мир на спиење никако, она си спие навечер кога се гледа са бале у дворот, ме разбираш, исфрлена надвор. Па имало и други непријатности, имало кај што ја стегла за раце, останало модрици на нозе, ме разбираш. И Чичко Бешир го викна за интервенција таму у тоа селото. Не била исфрлена надвор, не била тој во постела во своја. А, значи у своја постела тие непријатности сите ги правил. И имало модрици по рацете, по нозете кај што ја фаќал, нели? Си ги видел, имало тие проблеми сите. И го викна Чичко Бешир таму. Постон со таму интервенција негова таму. И ги ослободило таа напаст. Они луѓето после тоа многу една вечера направија, голема вечера, не Брат, вечера. голема вечера. Како за дружбина направи. Да, за тоа што се ослободила таа една сила. И се во пријателски односи сме со нив. Како сте? Добро, како сте беше? Хвала на прашање, како сте вие? Šta stare ljudi? Мераба беше, мераба. Merhaba Beşir. Ке си ви ваките ке ратаре работа. Шепам горе тамо на теренот. На По теренот. ние, још на терен, још ти бе старши, више прибери се дома, ајде да оставиш. Не сум стар, не. Си Старци дрва само за порем, сила, го ќе постанеш тоа, се вика трчат стар. по вампири. Чи многи одат, нема старци. Како што се слуша во нашево село и се зборува за вампири и стари луѓе причаат и млади, али ипак ја мислим да тоа не постои.
apsolutno ne postoji. Zato što nekoj se zborova da ima, ali dok se uveri čovjek ne može da reče da ima vampiri. I ja ipak po svoje ostanujem da nema vampiri nikak. Ne postoji vampir. Daj ledim vamo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Kul huvallahu ehad. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sana çok şükür ya Rabbi. Leyla fıyona hiç. Ecco, questo è assolutamente.
Тя порано беше празна, местото беше празно, го направи еден тамо, го изработи, меѓувреме се пресели во Тетово, остана празна на известно време. Дојдоа мајсторите да прават школа, ги одредивме тамо да стоја како празна куќа. Се жалеа стално мајсторите, да им сметало тамо, до палење. Увикнав внучето, пошто ја остарев години високи, а и стање на здравје ми се погорша. Му реков на син ми, сум понудив, ама синот сака пари да зима. Ти ако не земаш пари, тебе ќе ти оставим занаетот мој. Ми даде реч дека не зима пари. И ја нјево повери. Обеќањето што му давам на дедо ми се надам дека ќе го одржам. И на 2-3 месеца кај што бевме, работа ја завршиме во ред.